Почитуван председател на Собранието, почитувани пратеници, почитувани кандидати за членови на влада, почитувани гости, дами и господа. На почетокот на ова, согласно деловникот, временски ограничено експозе, дозволете ми на сите вас, пратениците од овој нов парламентарен состав, да ви го честитам изборот и да ви посакам успех во извршувањето на вашата работа и обврските во следните 4 години. Честитката подеднакво е упатена и до вас, присутните пратеници, и до оние кои заради политиките и интересите на партиското раководство одлучија денес да не следат преку медиумите, и за кои, верувам, набрзо ќе се вратат во оваа сала, за која толку многу ги молеа граѓаните да им ја дадат таа шанса, и тоа само пред околу 2 месеци. За нешто повеќе од 2 месеци, на 27. август 2014 година, ќе се навршат 8 години, од кога за прв пат овој парламент ми ја довери врската да ја предводам владата на Република Македонија. Во сиот овој период тоа го правев во полн капацитет и посветеност, работејќи денонокно да ги постигнеме зацртаните цели, ветеното кон граѓаните, да се спроведи ветената и усвоена програма за работа и да се постигне максимум за подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани во нашата земја. Тоа не беше ниту лесна задача, ниту лесен период, имајќи ги во предвид предизвиците со кои се соочуваше светот, Европа и Македонија. Сепак, со многу внимателно дизајнирани одлуки, успеавме да извлечиме максимум во дадената ситуација, заради што, но и заради представениот квалитетен план за наредните 4 години. На неодамнешните избори, мнозинството граѓани одлучи политичката опција која е предводам, заедно со коалиционите партнери, повторно да ја добие довербата и честа, овој пат поголема отколку на преходните избори. Една од дефинициите за успехот, која често ја споменувам, вели дека успехот е резултат на голем број исправно донесени одлуки. Негов двигател се вредностите, вербата и трудот. Сите ние имаме цел нашата држава и нашите граѓани да се движат што побрзо кон поубава иднина и поквалитетен живот. Но се разликуваме по тоа кој како планира и по кој пат и со кои вредности и принципи да не донесе до таа посакувана иднина и живот. Вредности кои се базираат на различни идеологии, но и довербата на мнозинството граѓани во личностите кои треба да го реализираат ветеното. Моја водилка е одговорниот пристап кон секој искажа збор и секоја одлука, држењето до дадениот збор, многу работа, честен пристап кон се и обкружување со најкомпетентните кадри со знаење, искуство и креативност, кои во моментот се на располагање и кои ги знам, при што, освен нивните стручни компетенции, подеднакво внимание обрнувам на нив како личности, карактери, минато, честни намери, и од тоа влечам заклучоци кого да предложам, а кого не. Граѓаните ја даваат довербата на оној во кој препознаваат субјект, кој може да ги следи овие принципи. Тие се слободни, самосвесни, знаат да препознаат и да направат разлика. По 24 години демократија и избори веќе имаат и доволно искуство за правење добри проценки. Сите оние кои го подценуваат капацитетот на граѓаните, имаат проблем кој подоцна резултира со изборни разочарувања. Работевме, работиме и ќе работиме многу. Не верувам дека правиме чуда, ниту некогаш такво нешто сме ветувале. Не верувам дека ги решивме сите проблеми, ниту пак дека не грешевме. Ниту пак некому и некогаш сум ветил дека ќе ги решиме сите проблеми и ќе бидеме безгрешни. Ниту сега тоа го ветувам, затоа што ниту јас сум нереален човек, ниту народот сака да слуша неискрености. Но работевме многу и бевме многу посветени и народот тоа го процени и оцени и го вреднува. Во работата можеби некогаш направивме грешки, за среќа не стратешки. Сигурно со некои наши грешки некого сме повредиле, зашто искрено жалам. Тоа не било намерно, затоа што нашата намера секогаш била да се направи нешто подобро и сме имале чиста мисла за подобро и од тој аспект имам кристално чиста совест. Само некој кој не ги чул или не им верува на нашите објаснувања за секој чекор, вклучувајќи ги погрешните, може да верува во спротивното.
Но нека се јави тој на овој свет кој се смета за непогрешлив и кој не направил грешка кога работил. Добрата мисла и одговорниот пристап ќе останат наш начин на работа и на создавање дела. Почитувани пратеници, дозволете ми сега да ги презентирам политичко-економските рамки на програмата за работа на владата за периодот 2014-2018 година, кој е сублимат на програмите на коалиционите партнери. Во изминатите изборни циклуси и општо земено во периодот од како ја добивме довербата на мнозинството граѓани, се покажа дека програмата е главна водилка за работа на владата, иако и во минатото и во иднина секога сме се трудиле да спроведиме нешто што не било ветено, а сепак е корисно и позитивно или пак решава некој проблем. Сушност, одлика на креативни луѓе е постојано да добиваат нови идеи и најдобрите од нив да ги спроведуваат. Сепак, ветеното во програмата некако го чувствуваме како даден збор, а тоа мора да се испочитува и да се исполни. Не само заради следните избори, туку пред се заради образот и личната репутација од околината, независно што ќе работиме во иднина. Потребен е континуитет за некои реформи да го добијат полниот ефект, но и нов циклус на реформи, за нови можности, мерки и активности и за подобар живот за граѓаните. Предизвиците со кои се соочуваме носат потреба од широка општествена мобилизација и обединетост, која ќе овозможи економски и национален просперитет. Продолжуваме со фокус на 5 стратешки приоритети на програмата, кои се: прво, зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. Второ, интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Трето, безкомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото. Четврто, одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување на спроведување на Охридскиот рамковен договор. Пето, развој на образованието и информатичката технологија како клучни елементи за креирање на општество базирано на знаење. Владата во програмата гледа перспектива и успех на Македонија преку економски развој, мултиетничко општество, внатрешно интегрирање и вклученост и евроатлантските интеграции како цел кон која се стремиме. Програмата е прецизна, сеофатна и во интерес на времето би се задржал само на неколку сфери, а останатите над 2000 проекти се концизно образложени во програмата која ја достави до вас. Во периодот 2014-2018 година, главен приоритет е интензивирањето на економскиот раст, со стапка на пораст од БДП помеѓу 3 и 6%, и тоа во првата половина од мандатот растот да е 3 до 4,5%, додека во периодот 17-18 да биде повисок и да достигне 4,5 до 6%. Овие предпоставки се остварливи само доколку се исполни предпоставката за натамошна стабилизација на светската и европската економија и доколку не се случат нови глобални економски шокови. Во насока на остварување на економскиот раст ќе бидат политиките на одржување високи капитални инвестиции во буџетот преку реализација на крупни инфраструктурни проекти, како и мерките за натамошно зголемување на домашните и странските инвестиции. Фискалната политика ќе остане насочена кон зачувување на макроекономската стабилност, умерен буџетски дефицит и негово постепено намалување и поврзано со зголемен обем на капитални инвестиции во инфраструктурата. Стапката на инфлација очекуваме да остане на умерено ниво од 2,5 до 3% годишно. Ќе се почитува независноста на Централната банка во монетарната политика и низиниот избор на инструменти за одржување стабилност на цените, на ниска инфлација и на стабилен девизен курс. Финансискиот сектор ќе остане стабилен. Со намалувањето на екстерните ризици се очекува постепено зголемување на кредитната поддршка на банките за приватниот сектор. Во следните 4 години очекуваме најмалку 30 на нови странски инвестиции во слободните индустријските зони, кои ќе креираат над 10.000 нови директни работни места. Се очекува раст на извозот од околу 10 и раст на увозот од околу 8% годишно. Ќе има нови мерки со цел македонските компании да се вклучат како добавувачи на мултинационалните компании во Македонија. Поттикнувањето нов инвестицијски циклус на фирмите и реализацијата на инвестициите во градежништвото ќе значи дополнителен стимул за економијата.
Очекуваме засилување на приливот на странските директни инвестиции, чие ниво очекуваме да се движи помеѓу 350 и 430 милиони евра годишно до 2015 година и помеѓу 490 и 550 милиони евра годишно до 2018 година, под услов да не се случи некој нов надворешен шок. Платите во јавниот сектор, пензиите, социјалната и постојната парична помош ќе се зголемат за 21,5% за 4 години, вклучувајќи и тековната. Вработувањето остануваат наш стратешки фокус и приоритет, со поддршка на домашните компании, со странските директни инвестиции, инвестициите во инфраструктурата, закрепнувањето на економијата и оперативните мерки за вработување. Во следните 4 години се стремиме кон отворање на нови 64.000 работни места и намалување на невработеноста од постоечките 28,4% на околу 22%. Посебен фокус ќе има зголемување на вработеноста на млади лица, преку ослободување од плаќање на придонеси за вработување лица до 29 години. Програмата со која за самовработување на млади лица до 29 години ќе им се обезбеди кредит во износ од 7.000 до 20.000 евра, грантови од 3.000 евра за секој ново регистриран бизнис, поддршка за превработување и практиканство за млади и уште десетина други мерки е само дел од овој пакет. Ќе има активни мерки за вработување на самохрани родители, деца без родители, родители на деца со посебни потреби, лица од 50 до 62 години и лица на кои работниот однос им престанал врз основа на стечај, ликвидација или технолошки вишок. Владата ќе спроведе еднократно отпишување на долговите на најранливите категории на граѓани, кои се однесуваат на долгови на електрична енергија кон банки по основ на кредитни картички, минусни салда, потековни сметки и потрошувачки кредити, долгови за парно грејење и долгови по основ на радиодифузна такса, на начин и со детали кои ги има во програмата која е доставена. Ќе се изградат 660 станови за ранливите лица. Ќе се обезбеди зголемување на минималната плата и покрај годинешното ќе има зголемување и во март 2015 година од 8.800 денари на 9.590 денари и март 2016 година од 9.590 на 10.080 денари. Натамошните чекори на овој план ќе бидат усогласени со социјалните партнери. Домашните предпријатија се носители на економскиот развој и истите креираат најмногу работни места. Затоа и во следниот период ќе реализираме бројни мерки и активности за поддршка на домашното стопанство. Меѓу најзначајните се нови 100 милиони евра поволни финансиски средства со субвенционирана камата од 5,5%. Ќе следува докапитализација на Македонската банка за поддршка на развојот со 10 милиони евра. Средства наменети за производство, за извоз, финансирање на земјоделски производи и извоз и откуп. А ќе продолжи и проектот странски експерти за домашните компании. Владата ќе продолжи со политиките за создавање рамен и еднаков терен за фирмите и намалување на нелојалната конкуренција и сивата економија. Ќе се нивелираат и прекршочните санкции согласно економската мок на фирмите преку измени на законот за прекршоци. Приоритет ќе биде и развојот на системот на иновации преку поддршка на македонските компании да ги зајакнат своите капацитети, да инвестираат во нови технологии, иновации, истражување и знаење. Целта е да се започне трансформација на земјата во економија заснована на знаење и иновации, конкурентна на меѓународните пазари преку обучената работна сила и иновативни и креативни компании. Нема силен напредок на ниедна земја или компанија без иновации. Иновациите го движат бизнисот и профитите на секаде низ светот. Иновациите ги движат државите напред. Иновациите го движат и самиот свет напред и кон подобро. Секој треба да го знае тоа кога почнува бизнис или кога почнува нов проект. Иновациите ги прават луѓето индивидуално или најчесто преку компаниите каде работат. И се зависи од луѓето. Улогата на државата ќе биде само финансиски да ги поддржи нивните најдобри идеи. Ќе следува намалување на ДДВ од 18 на 5% за бебешки производи, училишен прибор и за добиточна храна и живи животни. Земјоделците ќе добијат нови 600 милиони евра субвенции по 150 милиони евра секоја година. Ќе започне спроведувањето на 10 годишната стратегија за развој на нови и реконструкција на руинираните системи за наводнување вредна над 200 милиони евра. Преку проектот 50-50 за 50% покривање на трошоците ќе се инвестира во модернизација и ќе се продолжи со вложување во инфраструктурата на селата.
Во делот на инфраструктурата ќе се изградат 140 км автопат, Демиркапија Смоквица, Скопје Штип, Кичево Охрид и од Требениште кон Струга. Следува изградба на 5 експресни патишта и 122 локални патишта со вкупна должина од 200 км, како и доизградба, рехабилитација и надградба на други 30 регионални патишта. Пругата кон Бугарија продолжува да се гради. Делницата Куманово-Белјаковци во периодот 14-16, а делницата Белјаковци-Крива Паланка од 16. Ќе се работи на проекти за железничко поврзување со Албанија, а ќе се инвестира и во поголем број на рехабилитации на железничката мрежа и станици и нови вагони и возови. Гасификацијата останува стратешки приоритет и независно од предизвиците кои се јавуваат нова поле, а кои не зависат од нас. Продолжуваме со напорите и активностите за изградба на националниот примарен гасификационен систем, изградба на секундарниот дистрибутивен гасоводен систем за Скопскиот регион, за кој веќе е објавен јавниот повик, и за источниот и западниот регион, како и со изнаоѓање на решенија за обезбедување на долгорочна гасификациона енергетска стабилност. Во енергетиката приоритет ќе дадеме на проектите Подинска јагленова серија Суводол, рудник за јаглен Живојно, локалните наоѓалишта на јаглен во Берово, Делчево и Ресен, ревитализација и модернизација на ТЕЦ Битова и ТЕЦ Осмоми, изградба на ХЕЦ Бочков мост, акумулација Луково поле, доколку еколошката студија го одобри тоа, пумпна акумулација ХЕЦ Чеврен, нови можности за развој на ТЕЦ Неготино, како и понатамошен фокус кон проектите за обновливи извори на енергија. Енергетската ефикасност и системски подобрувања, развој на преносниот електроенергетски систем и унапредување на можностите и условите за експлоатација на минералните суровини ќе останат и ќе бидат во делот на нашите врвни приоритети. Во здравството следува капиталниот проект за изградба на нов објект на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, како и клиничката болница во Штип, новата болница во Кичево и голем број реновирање и реконструкции на повеќе болници, меѓу кои во Тетово и Струмица. Проектот за обука на лекарите во најсовремени светски центри и повеќе други. Ќе се продолжи со обезбедување на нова медицинска опрема, но и мерки за максимална искористеност, како и одржување на постојната. Ќе се продолжи и со намалување на цената на лековите. Ќе се направи обид преку формирање на здравствени слободни зони да се привлечат нови инвестиции во здравството. Во образованието ќе се обезбедат 300.000 таблет компјутери со тастатура. Ќе се изврши реконструкција во околу 200 училишта и изградба на десетици нови спортски сали и училишта. Ќе се продолжи со стипендирање за студии на светски реномираните факултети и со реконструкција на постоечките и градба на нови студентски домови и кампуси, како и опремување на кабинетите и училниците со најсовремена опрема. Особен фокус ќе се стави на иновациите и преприемништвото како дел од образовниот процес. Реформата на педагошките факултети, спроведувањето на проектот за замена на учебниците со новиот универзитет од Кембридж ќе биде дел од големите приоритети. Генерално кажано, во следните 4 години ќе има голем фокус на зголемување на квалитетот и стандардите на сите нивоа на образование, изголемување на знаењето и креативноста која произлегува од него. Во тој контекст дозволете да ја потенцирам особената улога на досегашниот министер за образование Спиро Ристовски, чиј учинок беше безпрекорен и кој понатаму ќе остане мој соработник на ова поле, но и увереноста дека и новиот министер за образование ќе продолжи со крупни реформи и воведување по високи стандарди. Ќе се продолжи со развој, инвестиции и промоција на културата и културните вредности, со градење на дух за позитивни вредности, промоција на спортот и користноста од него, и ќе се доизградат 100 повеќе наменски игралишта во сите средини и 120 тениски игралишта, како и голем број нови спортски сали. Владата ќе работи на заштита на македонското национално културно богатство, македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура и нивната промоција во светот, како и целосна заштита на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите етнички заедници во Македонија. Високиот степен на безбедност, независното и ефикасно судство, натамошните реформи во полицијата и судството, јакнењето на одбраната, неселективното спроведување на правото, остануваат наши опредоби за кои работиме и ќе продолжиме силно да работиме. Исто како и транспарентната и ефикасна работа на владата и јавната администрација и поквалитетни услуги за граѓаните и фирмите преку длабоки реформи на јавната администрација. Заштитата на човековите права и слободи ќе останат врвен приоритет на владата.
Борбата против корупцијата ќе продолжи со несмалено темпо, жестоко и ревносно, како и досега, неселективно и безкомпромисно. Приоритети во надворешната политика се членството во НАТО, отпочнување на преговорите за членство во Европската Унија и за членување во Европската Унија, унапредување на постојните стратешки партнерства, како и засновање на нови, надминување на наметнатиот спор од Грција, а во врска со уставното име на Република Македонија. Понатаму, подвобочување на меѓусоседските односи и регионалната соработка во Југоисточна Европа, промоција на македонските економски интереси во странство, засилување на економската и јавната дипломатија и засилување на врските на Македонија со диаспората и заедничка соработка за националните и државните интереси. Критериумите од Копенхаген остануваат наша цврста опредува на патот кон членството во Европската Унија, каде природно припаѓаме. Продолжуваме да бидеме фокусирани и на усвојување на законодавството на ЕУ и негово спроведување. Во однос на политичкиот спор кој Грција го наметна за уставното име на нашата земја, владата е подготвена да го продолжи грчко-македонскиот диалог врз основа на веќе утврдената стратегија и принципи. Владата нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија и нема да прифати идеи и предвози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, заседноста на македонската нација и македонскиот јазик. Владата нема да дозволи било кое решение за спорот кој го наметна Грција да биде прифатено без претходно за тоа да се изјаснат граѓаните на референдум, а при тоа мнозинството од граѓани кои ќе излезат на тој референдум да се согласат со можното решение. Ќе продолжиме со понатамошно спроведување на Охридскиот рамковен договор и со напорите да градиме меѓуетничко општество базирано на меѓусебна почит и толеранција. Етничките прашања не треба и не смеа да ја одземат силата на општеството, а рамка на овластувањата се уставот и законите. Потребен е уште поголем фокус и поискрен пристап на политичарите во правец на засврстување на соживотот, почита и толеранцијата помеѓу различните етнички и верски заедници. Слободата на медиумите и слободата на вршењето на професионалната новинарска дејност мора да бидат почитувани, обезбедени и промовирани од секој чинител. Сите чинители и ЕСНАФ и владата треба да придонесат за дигнитетот на новинарството, професионалната етика, етичките принципи и стандарди. Почитувани дами и господа, заради времето не сум во можност да ги спомнам сите проекти, политики и мерки, но тие се наведени во програмата која пред 10 дена ви е поделена. Длабоко сум убеден дека таа ќе овозможи подобра иднина за секој наш граѓанин. Верувам дека со нејзината реализација за 4 години Македонија ќе стане подобро место за живење, за сите, за македонците, за албанците, турците, власите, ромите, србите, бошњаците и останатите, за христијаните, муслиманите, атеистите и другите. Има многу работи по кои сме различни, но просперитетот и благосостојбата на нашите семејства и подобрата иднина за нашите поколенија е она што не обединува и е посилно од секоја разлика. Самосплотени во целите и надминување на предизвиците, без разлика на нација, вера и партија, ќе бидеме посилни. Да се обединиме околу стратешките национални и државни интереси и со силна верба и Божја помош да продолжиме да чекориме по патот на успехот на нашата држава. Од вас, почитувани пратеници, како коректив на владата, во голема мера зависи успехот на Македонија. Убеден сум дека со искрен пристап кон работата, заеднички ќе оправдаме довербата што ни ја дадоа граѓаните. Владата која ја предлагаме комбинација на младоста, но веќе можам да кажам и на сериозно искуство, професионалци со висок личен интегритет, со исклучителни човечки вредности и принципи кои почиваат на етиката како основа, кои се подготвени да ја вложат целата своја енергија во прогресот на оваа држава. Од нив барам и очекувам да работат честно, транспарентно, посветено и одговорно. Длабоко сум убеден и верувам дека во идниот период ќе направиме добри работи, сите ние заедно, пред се обединети со народот, бидејќи имаме верба во нас и во нашиот народ и во нашата Македонија. Со голема одлучност во постигнувањето на успехот, го молам Собранието на Република Македонија да го изгласа предложениот состав на владата на Република Македонија и предложената програма. Господ да не благослови сите нас и да ја благослови Република Македонија. Ви благодарам на вниманието.